Добар ден, почитувани, ова магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Витаминот Д е потребен за развој на здрави и цврсти коски и запчиња кај децата, но исто така е неопходен за добар имунитет и одбрана на организмот од болести. Многу родители се прашуваат дали треба да продолжат со суплементација на овој витамин и во топлите летни сончеви денови. За сето ова повеќе од разговорот со доктор на медицински науки Александар Сајковски, специјалист по педиатрија, неонатолог во Аџибадем Систина. Докторе, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав за сите ваши гледачи. Сите знаеме дека витаминот Д е неопходен за развој на коските, но дали е точно дека и тој го намалува ризикот од појава на алергии, кардиоваскуларни болести, па дури и дебелина во периодот на растење, односно во периодот на детството? Па знаете како, Д-витаминот, мислам, ние мора да го гледаме и Д-витаминот како и сите други витамини и минерали како еден комплексен систем кој што ни е нормален во исхраната и во создавање во телото. Меѓутоа, она што е интересно за Д-витаминот што во последните, можем да кажем, негде десетина години со развојот на медицината, во последните десетина, можеби 15 години, дојдовме до нови сознанија за неговата функција, особено во имунолошкиот систем. Она што беше, што и вие го споменавте во однос на развивање на коските, одржување на коските, на зъбите, ние ги велиме калцитропни ефекти, тие ги знаевме многу одамна. Меѓутоа, новите сознанија ни покажаа дека Д-витаминот има многу функции во телото, значи не само во одржување на коскениот систем, иако тоа е вака во прва линија, да кажам. И пред се телото треба да ги задоволи потребите за калциум, значи Д-витаминот со калциум за одржување на тој баланс и хомеостаза на калциумот во телото и на коските, а после влага она се плюс што е од Д-витаминот влага во низа функции во телото, меѓу кои и ова што споменавте, да речеме во кардиоваскуларниот систем, во панкреасот, во јетрата, во други органи и системи и особено важно во имунолошкиот систем. Имунолошкиот систем, најновите сознанија покажаа дека луѓе кои што се со ниско ниво на Д-витамин, например еве и оваа пандемија со корона, односно COVID-19, покажа дека луѓе кои што имаат ниско ниво на Д-витамин имаат многу потешка клиничка слика, многу повеќе се од таа група на луѓе примени на оделенијата за интензивна нега и смртноста е многу поголема кај луѓето кои што имаат ниско ниво на Д-витамин. Тоа е овака само чисто епидемиолошки податок, што би рекле, нели, она што е обсервација. Али што е битно дека дали треба децата да примаат и во лето, тоа е едно, можем да кажем навистина што ви рекле трики прашање. Значи, она што е клучно важно, треба да знаеме дека Д-витаминот има и деца и возрастни кои што мора да го примаат во лето, зависно од нивната генетска констелација, односно од користењето на Д-витаминот од страна на телото. Во случај на генетска структура во која што се искористува помалку Д-витамин, зборам за овој имунолошкиот дел, и кај кој што нивото на Д-витамин е пониско, тие луѓе, деца и луѓе треба да го примаат и во летните месеци. Така, витаминот Д го нарекуваат уште сончев, односно летен витамин, бидејќи сонцето е директно одговорно за активацијата на овој процес на природно создавање на витамин D3 конкретно. Но запознаени со опасностите од штетното влијание на сонцето, родителите ретко излегуваат со своите деца во периодот кога сонцето може да го активира овој витамин, или пак кога излегуваат надвор со детето, нанесуваат на кожата некакви заштитни фактори. Сега прашањето ми е дали лосионите и млеката со заштитен фактор го оневозможуваат природното создавање на витамин Д? Апсолутно да. Али на ова прашање сакам да ви одговорам, пред да го кажеме и тоа, сакам да ви одговорам во еден друг контекст за Д-витаминот. Ние внесуваме два типа на Д-витамин, D2 и D3.
D2 витаминот углавном доаѓа од растително порекло, меѓутоа количината му е мала и го нема истиот ефект како и D3 витаминот. D3 витаминот во исхраната најмногу го има во рибите, во морските риби. Меѓутоа суштински се создава во кожата од сонцето. Значи, ако само го изложите телото на детето 10 до 15 минути на сонце, во период кога аголот на сонцето е поголем од 40 степени, за 15 минути може да се создадат и до 20.000 единици на D витамин. Одма да напоменеме дека тоа не може да предизвика никакви токсични ефекти, затоа што вишокот ќе биде разграден. Значи, правиот извор на D витамин е сонцето. И затоа се вели витамин на сонцето, сончев витамин. Но она што е карактеристично, ако го видите развојот на човечанството, ќе видите дека, например, ако се вратиме некои 20.000 години наназад, да речеме стилот на живење на луѓето бил повеќе надвор, на отворено и создавале доволно D витамин. Денеска модерниот стил на живење, неизлагање надвор, максимално облакање, заштита на телото, избегнување на контакт со сонцето узрокува да ние у суштина во 21 век имаме ниско ниво на дефицит на D витамин. И што е исто така, да речеме на некој начин парадоксално, во нашава земја, во Македонија, например, имате преку 200 дена сончеви, а ние имаме за жал се уште деца, доста голем број на деца кои што развиваат рахитис, односно слабост на коските заради дефицит на D витамин. Значи, мој топол совет е да, треба да се изнесат децата на сонце, не да седат цел ден на сонце, меѓутоа со 10-15 на 15 минути. Со само 15 минути изнесени надвор, кога е аголот на сонцето над 40 степени, сега тука е проблемот. Тука е клучното прашање. Тоа е, значи, тоа е помеѓу 11, 12 и 3-4 поплатне, така? Така е. Тогаш кога најмногу всушност се криеме дома? Тогаш сме најмногу сокриени. Во 8 саат са бајле не може да се создаде таа количина на D витамин што е потребна. И користењето на сите било кои креми фактички го намалува создавањето на D витаминот во кожата. Она што е кога споменав нешто пред 20.000 години, например, луѓето биле, сега ние немаме такви записи се уште, значи и од пред 3.000 години, а не пред 20.000, за учесталоста на малигните болести на кожата. Она што денеска многу се збори дека ултравиолетовите зраци може да предизвикаат развој на меланом, развој на други типови на канцер на кожа. Меѓутоа, она што е пак од друга страна интересно е што ќе видите дека, да речеме, од тие малигните меланоми, негде 75 дури до скоро 80% се развиваат на глутиусите и на грбот, на делови кои што се повеќе затворени, а не толку изложени на сонце, така? На сонце. Така да тоа треба да е тема на понатамошни испитувања. Иако објективно, за да го произведете D витаминот, пак ќе речем, треба само 10-15 минути да сте на сонце и тоа е доволно. А какви се дневните потреби за витамин D кај децата, кај бебињата и кај малите деца? И дали расте потребата за витамин D како што расте и детето? Па, знаете, протоколите, ај да кажем така, или препораките, да кажем, се европските препораки се дека бебињата треба да примаат обавезно 400 единици дневно. И вака кога ќе погледнете во сите тие препарати што ги има на D витамин, што се на пазарот, да кажем, секаде се тие околу 400 единици, со тоа што кај предвремено родените деца се даваат 800 единици во тек на целата прва година. Стандардните препораки после тоа велат дека кај децата треба во есенските и зимските денови повторно да се даваат 400 до 800 единици, во есенски и зимски до навршена 5-та година, а во летните месеци нема потреба затоа што претпоставуваме нели дека ќе се создаде D витамин во кожата. Меѓутоа, ние не можеме да се држиме под калуп, не се сите деца под исти калуп. Без оглед што се тие такви препораки, имаме барем 25% од децата кои што имаат лош метаболизам на D витамин. И тие дози од 400 единици може да бидат мали. Тоа значи дека детето може да прима витамин D и покрај тоа да развие рахитис?
Например, ако прими ако му е метаболизмот на детето ако е таков нарушен. метаболизмот може да развие рахит повторно затоа што таа доза може да му е мала. Мала. Знаете, тоа е интересно што организмот, телото фактички има приоритети. Во приоритетите, кога е D-витаминот во прашање, е да го одржи константно нивото на калциум во телото. Тој мора да е во циркулацијата во едно константно ниво. D-витаминот и уште некои хормони, сега парахормони така натаму, да не ги замараме гледачите со таа цела структура, кога ја контролираат таа ситуација. Кога тоа е ставено под контрола, тогаш другиот дел од D-витаминот, да речем вишокот, односно другиот дел од D-витаминот што е создаден или внесен, влага во другите делови на телото, односно влага во имунолошкиот систем. Денеска ние велиме, да, имунолошкиот систем е вака глобално кој ќе кажете, многу лесно за дефинирање, а многу тежок за сваќање како функционира. Велиме тоа е еден систем кој што има мултиклеточен, мултифункционален, мултиоргански систем, кој што има основна функција да не препознае себе од не себе. Значи да ги препознае за нашето тело или за телото на детето, за било кое човеково тело, се што е страно и да го уништи и елиминира, а не и тоа што е наше. Меѓутоа, кога ќе видите дека постојат низа состојби кои што може да го нарушат нормалното функционирање на имунолошкиот систем, како што и дефицитот на D-витамин, меѓу другото, па и овие модерни препарати што денеска се користат од типот на пестициди, хербициди, антимикотици и така натаму во земјоделието, ќе видите дека се тоа модерни состојби кои што го длабоко нарушуваат имунолошкиот систем и може да доведат до појава на низа автоимуни болести или чак и малигни болести. Парадоксално, но вистинито, ние во педијатријата денеска гледаме многу болести кои што не треба да се појават во педијатријата, значи гледаме се поголем број на деца со тешки алергии, што е исто така еден имунолошки дисбаланс. Гледаме деца со многу автоимуни болести, па дури и деца со многу малигни болести. Сето тоа, меѓу другото, значи тоа е мултифакторијално, не е тоа само еден фактор, е причината од многу фактори и узрокува да ние уствари денеска се сретнеме со болести со кои што не треба децата да ги имаат. Меѓутоа, модерните навики, модерниот стил на живење, модерниот начин на ја дури би рекол и малку затварање повеќе, нели, и промена на начин на облакање, не доведе во ситуација да ние денеска повторно зборуваме за тема за која мислевме дека нема да ја зборуваме, а тоа е дефицит на D-витамин. Так. А како да знаеме дали нашето дете спаѓа во онаа група на деца кај кои што е присутен овој дефицит на витамин D или пак дека имаат, како што веќе споменавте, некакво не генетско нарушување, но некаква генетска предиспозиција да не го обработат овој хормон како што треба? Денеска има нови, медицината се развива, сепак драматично се развива како и да е. Има модерни технологии за детекција на целиот тој метаболизам на D-витамин. Покрај одредување на концентрацијата на D-витаминот во крвта, исто така се одредува и парахормон, да речеме, тој е многу битен, калциумот да се провери. На калциумот, и така наречените витамин D рецептори, кои што уствари ќе ни ја дадат структурата на метаболирање на D-витаминот. Со тие витамин D рецептори, например, кога ќе ги испитате, вие можете да одма знаете дали тоа тело, дали тоа дете утре ќе биде склоно кон автоимуни болести или дури малигни болести заради дефицитот на D-витамин. Значи зборам за тоа што нема да може да го метаболира. Постојат луѓе кои што фактички треба да го примаат D-витаминот цел живот. На таа база има некои протоколи нови, мислам препораки, кои што се уште не се влезени во класично во крајните протоколи на низа здруженија. Има протоколи во кои што се користат многу високи дози на D-витамин. Таков е, например, познат еден Коимбра протокол, кој се користи за лекување на некои болести, односно за смирување на некои болести, како што е мултиплекс склероза, псоријаза, некои автоимуни болести и така натаму. Меѓутоа, тоа се посебни
препораки кои што се уште не се влезени во класичните учебници. Меѓутоа очигледно е дека нас ни фали Д витамин, зборам општо во популацијата. Некои податоци епидемиолошки од Стенфорд кои што се дојдени кажуваат дека над 1 милијарда луѓе на планетава Земја имаат дефицит на Д витамин. Што е огромно. Огромно. Да. Трагедијата за нас е овдека, да речеме во јужниот дел, да кажам така, каде што има многу сонце. Еве, ние немаме можеби толку навика да внесуваме такви морски риби, например, кои што имаат доста Д витамин во нив. Меѓутоа, излагањето на сонцето е многу слабо. Дури кога ќе ги видите бебињата и децата дека не се изнесуваат надвор или кога се изнесуваат се целите облечени или покриени со чаршавчиња, значи фактички нема како да створат Д витамин. Немаат со сонцето. Ќе проговориме и за тоа, но еве споменавте дека морската риба содржи витамин Д. Секоја морска риба содржи витамин Д. Во кои други продукти го има овој витамин? Го има ли во јајца, например? Млеко? Да. Го има во млекото малку, го има во јајцето повеќе отколку во млекото, најмногу го има во морските риби, да кажам. Меѓутоа, што е тука интересно, кој ќе кажеме во морските риби? Знаете, најмногу Д витамин има во оние планктоните, во морињата, во коралите, во планктоните. И во тој цел круг на исхрана, морската исхрана, помеѓу себе, во животинскиот свет во морето, се врти голема количина на Д витамин. Излага дека можеби Д витаминот е многу постар, вака кога гледате, отколку целиот наш развој, како што е на телото, и по се изгледа се чини дека оваа функција на Д витаминот во имунолошкиот процес, ако ги земеме рибите и се она што живее во морињата и во океаните, изгледа дека е постаро отколку создавањето на коските и одржувањето на коските. Морските риби го имаат најмногу заради тој ланец на исхрана. Меѓутоа, кога веќе сме на тој ланец на исхрана, ја би сакал да напоменам, чисто овака, вие знаете, денеска е модерно се користат во исхраната доста, меѓу другото и алги се користат, имате и препарати на база на алги. Меѓутоа, нашето тело не е спремно да ги метаболира нив. Едноставно ние, например, јапанците ги јадат, меѓутоа јапанците со милениуми години имаат створено микробиом цел во цревото кој што ги метаболира и може да ги користи. Ние се уште не сме спремни за такво нешто. Не немаме такви бактерии што би ги разградиле. Едноставно, тие бактерии кои што ќе треба да ни помогнат да ги разградиме. Така да, кој ги јадете, испаѓа као да јадете пластика, така доаѓа. Меѓутоа, наспроти тоа, без оглед што ние немаме, знаете, морскиот свет носи многу во исхраната, во ланецот на исхраната многу добри елементи. Тука е и омега 3, например, кој може да се најде во дел од морскиот свет. И во оној момент кога човекот го прекинал ланецот со морскиот свет, а тоа е нешто повеќе од можеби 15.000 години, така барем историскиве податоци кажуваат, почнуваат да се појавуваат одредени здравствени проблеми кои сега ние ги гледаме се почесто и почесто. Така, а кога користиме суплементи, еви кога родителите им даваат некаков суплемент со витаминот D3 на своите деца, дали е подобро да применат обичен воден раствор на витаминот D или пак маслен раствор? Дали бебињата подеднакво ги прифаќаат, подеднакво лесно ги прифаќаат, ги метаболираат и двата типа на суплементи? Па ние долго време, знаете, Д витаминот А, Д, Е и К, тие 4 витамини, ние ги викаме липосолубилни, мрсни, да кажам. Што се раствараат во масти? Да, тие се раствараат во масти, другиве се раствараат во вода. Од тие причини, долго време, вака имаше на пазарот, да кажам, капки или форми кои што се само мрсни емулзии за Д витамин. Меѓутоа испадна дека може и да не се уљани толку. И кај некои деца може да направат тегоби уљаните раствори, стомачни тегоби, меѓутоа релативно ретко е тоа, морам да бидам искрен. Принципијално земено,
D-витаминот треба да се внесе и секогаш дали ќе го внесете како еден тип или друг тип, битно е дали се суплементира со се она друго што треба. Најдобар внес е природен. Значи едноставно излезете на сонце и готово. И сега кога се бебиња во прашање, значи има периоди во првите 4 до 6 месеци, нели, бебињата се само на мајчино млеко. Или ако мајката случајно нема млеко, онда иде формула. Меѓутоа, во принцип е најдобро после, кој ќе почнат дохрана, да внесот на витамините биде од природно порекло. Значи, нема болја ресорпција во црево од природните витамини. Така. Има, например, еден податок кој што е многу интересен. Вие можете да внесете и 20 грама С витамин, например. Ако е синтетички, тој ќе се ресорбира 1%. Ако внесете природен С витамин, ресорпцијата е над 90%. Значи, не е... Се едно, од каков извор се примат витамини. Ние мислам дека и кај вас сме збореле на таа тема. Тоа ви е, например, као да С витаминот, пример сега ако го спомнавме, само да кажам, С витаминот, например, го имате во огромни количини во црвената пиперка, повеќе отколку во лимунот. А ние, да речеме, барем нашево поднебе балканско изобилува со црвената пиперка. Но сепак посегнуваме прво по лимон кога велиме да внесеме повеќе витамин С. А всушност пиперката е најдобриот, црвената пиперка е најдобриот избор. Посегнуваме по лимонот и по цитрусните овошја и ја правиме класичната грешка каде што цитрусните овошја ги претвараме во сок кој што се пие. Да, се цеди. Не, тоа е грешка, затоа што онаа пулпата што ја фрлате, уствари е најбогатото со флавоноиди и антибактериски. Па тоа е најздравото у суштина. Така и за D-витаминот. Значи, Што тоа значи? Рибиното масло е добар извор? Природен извор е? Да, рибиното масло е еден од добрите извори. Да, апсолутно. Со тоа што рибиното масло нема само D-витамин. Содржи и други компоненти. Рибиното масло, например, ние денеска имаме, значи порано дававме рибино масло. Денеска веќе имаме апсолутно чисти D-витамин, например омега-3, К-витамин, например, за новородени деца за оние првите 3 месеци, значи чисти како такви, и тие може да се користат од најрана возраст. Порано, например, рибиното масло не се даваше кај деца на возраст од 2-3 месеци, заради можноста да се, бидејќи има и во себе и А витамин плюс, па тој може малку да предизвика несоница, вознемиреност кај детето, го дававме покасно. А сега имаме можност да се даде чист ваков природен омега-3, например, и D-витамин во најмладата возраст. Порано се даваа А-Д капки, значи витамин А и витамин Д. Денеска таа практика е напуштена, но може понекогаш да идеме на некои текстови кои што велат витаминот А би требало се суплементира кај децата што не се доени, односно што се хранат со адаптирана исхрана. Има ли вистина во ова? Па знаете како, А и Д порано доста се користеше, сега на вистина помалце, откако се виде дека да, знаеме ние да имаме дефицит на А витамин, умерен дефицит. Меѓутоа, во сите формули е додаден А витаминот. Така да сите овие нови, модерни формули, детски, вештачки млека, имаат додаток на А витамин, имаат и додаток на К витамин. К1, D3 и К1 ние ги даваме ако е детето во првите 3 месеци на мајчино млеко, пошто таму е малце пониско нивото на витамин К. Меѓутоа сега е тоа додадено и објективно нема потреба. Тука можеме да направиме грешка да дозата на D-витамин, дневна доза што ќе ја прими детето, биде малце повисока, што може да доведе до несоница, вознемиреност, плачливост, такви, дури и до главоболка. А дека е битен, тоа е апсолутно познато. Мислам за А-витаминот, дека оптимален внес е неопходен, затоа што и тој има низа функции во телото, како и D-витаминот. И А-витаминот, кој што може да има функции исто така и за развој на очите. Доколку како педијатар процените дека на некое дете му е потребна суплементација со витамин Д и во летните месеци, смее ли тоа да пие рибино масло? Додека е надвор висока температурата? Принципиално да. Принципиално да. Меѓутоа, кога веќе имаме чист, одвоени D-витамин,
Например, ние повеќе им даваме препорука во таква ситуација, нормално зависно и од начинот на исхрана, начинот на функционирање на детето, навиките дома, повеќе им препорачуваме D и омега-3. Значи комбинација. Да. Зошто е важен, се важни омега-3 киселините? Па омега-3 масните киселини, нели тие се пак се враќаме на она и за D витаминот. Доминантно доаѓаат од морската храна, да кажам. Доминантно, зборам во количина. Омега-3, знаете како? Тоа е едноставно, за да го објасниме на вашите гледачи, е дека мозокот е 66 до 68% масти. Клучната маст во мозокот, кај секоја индивидуа, така и кај детето, е омега-3 масните киселини, кои што едноставно учествуваат во оној процес на миелинизација, значи како се развиваат неуроните и како се обвиваат со тој миелин, тоа е процес на вклучување на омега-3 во целиот тој процес. Фактички тоа е зреење, тоа е растење и развивање. Омега-3 масните киселини ни се битни за добар развој на неуроните, нервното ткиво и мозокот, и на очите, односно на ретината, за добар вид. Она што најмногу омега-3, например, вака кога гледате во режим на исхрана, има во така наречените мрсни риби, као што е да речеме лосос, харинга, скуша, бакалара. Ние немаме навика да ги јадеме баш тие риби. Да. И велате дека треба да се уловени од морињата, а не да се одгледувани. Така е, да. Во рибници. Баш во тој контекст, например, ние им препорачуваме на родителите кои ќе дое време да јадат бебињата кашички. Например, во кашичките, готовите кашички на лосос со компир, што се тие се обавезно од див лосос од Канада. Значи тие се не се они одгледувани лососи. Сега, зошто ни е тоа важно? Затоа што видите, бебето ќе се роди со мозок кој е, значи доносено бебе 40-та недела, ќе се роди со мозок кој што е околу 400 грама. Тој мозок во првата година расте повеќе од 120%. Него му требаат масти. Затоа и во исхраната кај децата ние велиме им требаат масти. Неопходни се. Да. Никако не смеа да се исфрлат. Значи, да, факт е дека сите макронутрициенти и микро треба да ги внесеме, значи и масти, јаглени хидрати и протеини. Протеините за градење на телото, меѓутоа нас за бебињата ни треба масти. Ние мајчиното млеко не е ниско масно млеко. Оно има релативно висока масленост. Мајчиното млеко. И затоа, у суштина, за да може да имаме правилен развој во тие делови каде што се таложат мастите, кои што особено за мозокот, за нервите, за ретината, велиме да, земите омега-3, ако ништо друго, чиста омега, дајте му ратете вода пие. Затоа и денеска ќе најдете такви комбинации, например на D3 со омега, ќе најдете омега чиста, ќе најдете исто така и за возрастни, само дозите се таму многу поголеми. Кај децата во првата па и втората година дозата на омега-3, една ДХА омега, е негде околу 100 мг на ден. За возрастните дозата е поголема. Да ги поканиме гледачите денеска да се вклучат со нивни прашања на темата на која што говориме, а тоа е потребата на витаминот D3 во летните месеци, дали воопшто треба да се суплементира кај децата или не. Доктор Александар Сајковски, педијатар, неонатолог во Аџибадем Систина, е гостин во студиото на Телма, но вашите прашања ќе можеме да ги слушнеме веднаш по рекламниот блок. Почитување, останете на Телма. Го следите магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за потребите на витамин D во детска возраст и дали во лето треба да се суплементира овој витамин, кој што некои го нарекуваат и хормон. Зошто, докторе, некои го сметаат витаминот D за хормон? Па да, он денеска се дефинира како хормон. Односно, неговите метаболити, дали во разградување на D витаминот, кои што имаат функција и особина многу слична на хормоните. Значи, он, доваѓајќи до клетките, врши активација на поедини метаболички процеси во клетките, во имунолошкиот систем, значи во другите, не во коскениот систем, да речеме. Таму е све јасно, све познато, се знаеме, што би рекле народски.
Во другиот дел, бидејќи веќе игра слични функции како хормоните што делуваат, заради тоа денеска го велиме тоа е хормон на имунолошкиот систем или едноставно има свои слични хормонални ефекти. Меѓутоа, во тој дел би сакал да напоменам дека последните студии покажуваат, сега зборам големи анализи кои што се правени, дека води до заштита од многу малигни болести. Значи, добро одржаното ниво на витамин Д во крвта, значи добро ниво за да може да функционира целиот систем, врши заштита и од многу малигни болести, од канцери. Меѓу другото, тоа е денеска искористено и во превенција, но и во третман на некои болести, вклучително и на малигни болести, но исто така беше користено доста за корона инфекцијава од имунолошки аспект, иако мислам дека дозите што се дава за корона инфекциите се релативно гранични, да кажем, обично се даваше 4000 единици кај болните дневно, зборам за возрастни. Тука може и да се оди и со поголема доза, зависно од нивото на витамин Д во крвта. Така, се зависи од тоа колкава концентрација имаме на витамин Д и тоа треба да се испита, како што споменавте, лабораториски може да се потврди и да ги добиеме резултати. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот однив. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте. Добар ден. Јас сум во програма. Здраво. Здраво. Сакам да поздрав до докторот. Сакам да прашам, ќе може ли да го објасни механизмот како витамин Д се појавува во крвта, мислам, нели искачаш на сонце, тоа се нели сончеви зраци, не се вајда витамин Д што патува сонцето до тебе. Како се појавува? Значи начинот на создавање, односно активација на витаминот Д во D3. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктори, да го слушаме следното прашање, па двете ќе ги одговорите последователно. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Еве уште една шанса за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прашање. Се работи за 8-месечно бебе. Така? Кој што е редовно носено на ортопедски прегледи. До последниот ортопедски преглед, докторот, ортопедот, не даваше констатација дека градниот кош на бебето не е доволно зацврснат и поради тоа е зголеми дозата на витамин Д. Односно, примаше детето еден ден 2 капки вигантол, а другиот ден 3 капки, што негде по проценка на доктора требаше да биде околу 1000 единици. На последниот преглед направивме и лабораториска анализа. Концентрацијата на витамин D3 е 138, што спаѓа во нека оптимална вредност. Прашањето е што понатаму, со која доза да продолжиме и кога повторно да направиме контрола на витамин Д. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, повелете. Да, ако ќе кажеме дека градниот кош не е доволно или добро формиран, тоа значи колегите што го гледале детето, веројатно детето има така звонест граден кош, нели малце се испакнати крајните ребра и тоа е еден од знаците дека може да имаме дефицит на Д витамин. Нели? Има и називи за тоа кај нас во педијатријата, се вика Харисонова бразда, например. Меѓутоа, во такви ситуации, обично, кога се држиме на клинички на прегледот, велиме дека треба да се додаде Д витамин, нели, за да се зајакнат коските во тој дел. Меѓутоа, интересно е што концентрацијата на Д витамин, мислам дека беше 128 или 138. Тука некаде, 138. Тоа е веќе апсолутно оптимално ниво на тој метаболит на Д витаминот. И тоа ниво на Д витамин е во принцип тука е негде тоа ниво кое што треба да го држиме. Ова, ако детето сега на оваа анализа што е направена, значи покрај Д витаминот треба да се проверат уште и калциумот, треба да се провери и парахормонот и тие ВДР витамин Д рецептори за да се види целата констелација каква е, затоа што парахормонот се врзува во метаболизмот со Д витаминот. Со Д витамин.
И во тој контекст, у суштина, треба да се одреди после тоа дозата на D-витамин. Не значи дека треба концентрацијата на D-витамин да ја проверуваат секој месец. Далеку од тоа. Меѓутоа, битно е колкаво е нивото на парахормон. И може да се случи, да речеме, дека и детето не се метаболира, без оглед што има 130 концентрација на D-витамин во крвта. Уствари, тоа е метаболит 25 хидроксиколекалциферол се вика, тој што се испитува во крвта. Може да се случи да не целиот се трансферира во еден друг метаболит кој што ги полни коските со калциум. И нормално треба да се провери режимот на исхрана на детето, односно да се види што све се внесува во исхраната и колкаво е внесувањето на калциум, да речеме, во исхраната визави D-витаминот. Едноставно, вие, ако немаме доволен внес на калциум, џабе го даваме D-витаминот ако немаме доволен внес на калциум за да го повлече од цревото. Во однос на создавањето на D-витамин, тоа е една чаробна, морам да кажам, навистина чудесен метаболизам на D-витаминот. Наиме, што ми е зборот, значи, видите, ултравиолетовите зраци од сонцето вршат активација на ниво на кожата, на 3 нивоа во дебелина на кожата, и сонцето активира, значи како да го објаснам тоа, тој метаболизам е многу специфичен, затоа што врши активација, клеточна активација, во која што клеточна активација, значи самите клетки, секоја клетка има своји митохондрии, има други органели, во кои што дејството на ултравиолетовите зраци продуцира да самите клетки формираат D-витамин. Меѓутоа, треба да имаме во предвид една работа, дека D-витаминот има неколку чекори. Значи, без оглед што вие може ќе создадете и 15-20.000 единици D-витамин во кожата, тој треба да се претвори, тој патува во телото со одредени носачи до јетрата и да се претвори во еден интермедијарен метаболит кој што ние у суштина го одредуваме во крвта. Тој се одредува во крвта, а тој понатаму еден дел се движи према бубрегот и таму се создава најактивниот метаболит на D-витамин кој што се користи во превенцијата од рахит, односно во окостувањето на коскеното ткиво, а другиот дел од тој метаболитот од крвта оди во имунолошкиот систем и во другите системи. Сигурно дека самото сонце не, создавањето е внатре во самите органели, и она што би сакал да кажам е еден друг феномен, ако ние се вратиме сега пак, ја можеби да не сум досаден со годиниве, меѓутоа пред добри 30-40 години имаше навика да се дава D-витамин дури и во форма на масна емулзија инекција, како депо инекција, од 300.000 единици. Значи, деца кои што има знаци за рахитис, им се даваше мускулно инекција D-витамин од 300.000 единици. Тоа беше некоја пракса пред 30-40 години, која после тоа беше напуштена заради можноста да подобро се дозира D-витаминот во форма на капки, например, внес преку капките. Уште еден гледаш, докторе, ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас сум една загрижена баба, можда е нешто вон темава со D-витамин. Бактерија инфлуенца секој месец и пол му се јавува на 2-годишно внуче мое. Дали нешто треба со витаминиве да... Така, само дали вашето дете има симптоми? Да. Јас сум баба, внукот сега моментално е на антибиотик. Секој месец и пол со антибиотици ради таа инфлуенца во нос. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе, повелете. Тоа е бактерија која е многу честа кај деца, особено што идат во градинка. Меѓутоа, морам да ви кажам нешто. Значи, големо прашање е дали треба секој месец вашето внуче да прима антибиотик. Значи, големо прашање.
Зошто? Се чисто компаративно да ви кажам. Значи во носот и во усната шуплина кај децата има повеќе бактерии и вируси отколку што има луѓе на планетава Земја. Нормално живеат. Дури вакви бактерии? Дури и хемофилус може да се јави. Ако хемофилусот Е колонизатор? Да. Стафилокок исто. 50% од децата имаат така наречен златен стафилокок во носот. 55% од возрастните луѓе. На површината на рацете ние сите имаме стафилококи. Значи, прашањето е дека антибиотик и давање на лекови за лечење треба да се прави тогаш кога детето има симптоми, пример има температура, кашлица, нели, кога се развива бактериска инфекција. Може да се случи да вие направите бриз, имате хемофилус во носот, а он у суштина да не прави болест у моментот. Да не е тој причината за температурата, да кашлицата. Како што споменав преска, така и сега би кажал, да, медицината има напредок во тој дел. Денеска, вие кога правите бриз од нос и од грло, стандардните брисеви фактички детектираат само бактерии, не и вируси. Денеска, како што знаете сите, оној познат PCR тест за корона, иако и тој нешто се оспорува во задње време, ама генерално таа PCR технологија се користи и за детекција на вируси кои што може да се присутни во носот и во грлото и кои што може да предизвикаат заболување одредено. Така да пред се многу е битно да се провери дали еве кај внучето ваше дали се работи вистина за активна бактериска инфекција или само колонизација. Пример сега, апропо ова прашање, би сакал да не е за исто место за носот, меѓутоа во страшен подем е појава на инфекции со салмонела. Салмонелата не се лечи со антибиотици. Тоа е многу интересно, професоре. Велате дури ако се земе една доза антибиотик, детето ќе стане доживотен клицоносител. Може дури да се случи да има. стане и клицоносител, така е. Значи, основен принцип на лечење на салмонела е со пробиотици. Значи, сега тоа се веќе повеќе комбинации на пробиотици. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека не секоја инфекција треба да се третира. И на крај, имете во предвид дека секој од нас 3 кила од неговата тежина се вируси и бактерии со кои живее. Ние сите, кога сега би ги извадиле, например, вашите сите вируси и бактерии и би ги наредиле една до една, ќе ја заобиколи целата земјина топка. Секој од нас има една огромна хомеостаза со која што живее и треба да ја одржува. А кога примате антибиотик нерационално, зборам, кога треба, апсолутно треба, кога имаме јасна бактериска инфекција, кога треба да го биеме антибиотикот, кога не треба, секој антибиотик оштетува и дел од гастроинтестиналниот систем од добрите бактерии, така да се изрази. Доктора, да се вратиме на темата, иако ова е прилично интересна тема која што можеме да обработиме детално. Еве, давам предлог во едно од следните изданија да проговориме токму на оваа тема, бидејќи често се случува овој проблем со бактерии колонизатори кои што создаваат голема загриженост кај родителите. Дали треба да се дава витамин Д кај дете кај бебе кај кое што фонтанелата брзо се затвара? Не, тоа со фонтанелата било кој ортопед исто да го прашате и педијатар, тоа Д витамин со фонтанелата нема врска, не е поврзано? Фонтанелата има и обратно прашање, која многу родители прашуваат уште на 2 месеци возраста, ова вика дупкава на главата, фонтанелата му е уште отворена. Да, мора да е отворена. Затоа што главчето на бебето е повеќе раскавица отколку коска на бебето. Фонтанелата се затвара обично меѓу 14 и 18 месец, најчесто. Иако, ако ставите убаво рука, прст, ќе осетите, например, ви личи дека се затвара, она у суштина не е затворена. Тоа може и со ехо да се види, да речеме, чисто онака. Брзото затварање на фонтанела има една состојба кај малите деца, кај бебињата, која е навистина опасна и која бара брз, дури и хируршки третман. Тоа е зараснување на коските на главата, меѓу себе, поинтензивно, и затварање на фонтанелата. Тогаш, тоа не дозволува мозочето да се развива, односно да расте, тоа е состојба која што е многу опасна и која што може да доведе до оштетување на мозочето и бара третман, дури и хируршки третман за отварање
на коштеното ткиво. Колкава е опасноста од предозирање на бебињата и децата со витамин D, доколку се дава она стандардна доза? Никаква. Со стандардната доза никаква. Ова е дури ако родителите направат грешка, дадат уште една капка повеќе понекогаш. Не треба се крева паника околу тоа. Не, без никаков проблем. Прашањето за дозата на D витамин и предозирањето на D витамин, ако ги погледнете класично нашите медицински учебници, ќе видите дека се уште пишуваш за можности за предозирање од D витамин и кои би биле последиците од предозирање со D витамин. Апсолутно. Од друга страна, ќе видите информации, податоци, студии, нели, кои што се правени, каде што имате акцидентално внесување на милионски дози на D витамин без никакви последици по детето. Значи, D витаминот по принцип кога се внесува во дози, еве зборам за бебиња и за деца, кога се внесува во стандардно препорачаните дози, не може да настане предозирање. За да настане предозирање треба 10-кратно да се зголеми дозата, ама никој не ја зголемува без да има контрола на D витаминот во крвта. Дури и оние протоколи што се со огромни дози на D витамин идат по линија на качување на концентрацијата на D витамин, па кога ќе дојде до одредено ниво, намалување на дозата што се внесува, ама устоа и се намалува внесот на калциум во исхраната. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување, за деталното појаснување поврзано со витаминот D и здравјето на децата, но и возрастните. Ви благодарам што одвоивте простор да дојдете во студиото на Телма на ова топло време. И вам ви благодарам и поздрав уште еднаш до вашите гледачи. Почитувани, ова беше се во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Имајте убав ден.